Брзи или бавни ковид тестови? Кога и како ќе се употребуваат? Граѓаните збунети. 13.000 брзи тестови кои пристигнаа ќе бидат на стендбај уште цела недела, бидејќи нема нов алгоритам. По неколку двумења, Министерството за здравство одлучи услов за брзо тестирање ќе биде филтерот преку матичните лекари и новиот алгоритам што се уште го нема. Матичните во неизвестност и револтирани за лошата организација. Пациентите реагираат во хаос целата таа ситуација, бидејќи на пунктот во Ѓорче Петров денеска им е кажувано на пациенти и физички што се појавиле и по телефон дека закажувањето ќе оди преку матични лекари, термини нема. Немаме насоки добиена. И се јавуваат луѓето, викаме не знаеме како да постапиме, они се чудат, се чудам и јас. Голем проблем ќе биде бидејќи веќе е почнато тестирањето, луѓето одат и бараат, некои се веќе и тестирани, излегуваат резултати, немаме конкретни, целосни, детални насоки како што треба. Брзите тестови се добри, но што после тоа? Прашува доктор Лазаров, објаснувајќи дека тоа што термини за ПСР тестови нема, ќе искомплицираат ситуацијата со пациентите позитивни на брзиот серолошки тест. Сега додатно ќе имаме еден голем ударен доран на луѓе што ќе испаднат со неубедливи резултати или позитивен серолошки што ќе треба да се потврди. И пак ќе кажам, грешката не ја гледам во самото тестирање како скрининг метод, тоа е супер и тоа требаше многу порано и во многу поголем број, меѓутоа тука недостасува иницијална координираност. Според доктор Лазаров, високата смртност во Македонија се должи на тоа што со години наназад здравјето на пациентите е занемарено. Ако ние соодветно третиравме луѓе од обезност, од диабет, ако се правеа добри скрининг контроли, да имавме механизми да мораат пациентите да послушаат едноставно, ќе имавме популација со многу подобро старт на здравје, па кои што нема да беа во толку ризична група. Еве, вие погледнете просто едно примеровно околу вас човек на 60 години дали е без апчиња во Македонија. И во Германија не го гледаме тоа, затоа и разликата огромна. Значи ние имаме сериозно, хронично болна, ние имаме, ако не се лажам, околу 60% од популацијата се пушачи во Македонија. Доколку ковид пожарот кој беснее во Македонија не се стиши, доктор Лазаров предупредува дека на земјава не и бега целосен карантин минимум 2 недели.